Охрид е за мене најубавото нешто. Сум го покажал низ низа примери. Не, ништо нема смена. Буквално за ниедна одлука не жалам. Пробувам да останам, иако е моето време ограничено, истиот, онака како што сум се однесувал и дружел со младите и по кафичи, и по кафани, и по дискотеки, и чаршијата. Охридската чаршија е многу значајна за секој млад човек, а и уопшто за секој човек. Тоа е место каде што се случуваат многу работи. Продолжуваат најубавите приказни. Ноемвриско издание на Охридски приказни во единственото Форт кафе. Охрид е град со пребогата историја. Билјана Платно белеше: Охрид, Охрид, убав мил, која од која има преубава приказна. Ова се дел од старите охридски приказни што мене ме фасцинираат. Би сакал она што е Битола, мој роден крај за битолчани, за нас да биде Охрид, Охрид, убав мил. Овие теми и многу повеќе за него, за животот во Охрид, за пријателите, за спортот. Во интервјуто кое е дел од ноемвриското издание на Охридските приказни во Форт кафе со првиот човек на Охрид, градоначалникот доктор Кирил Пецаков, со кого разговаравме за се, освен за политика, за тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Ноември во Форт кафе, четврток на 10 ноември 2022 година, за се освен за политика. Интервју со градоначалникот на Охрид доктор Кирил Пецаков, зашто Охрид е градска приказна. Охрид како град има дефинитивно прво пребогата и преголема историја, со што се потврдува првите човечки знаци на живот, на организиран живот уште пред 7000 години. И можам да кажам дека премногу приказни се тука слушнати. Од спортски аспект за мене секако дека спортските се можеби најбитни или најчесто слушани, затоа што долго време сум се бавел буквално од моето осмо одделение, значи од основно училиште. Ама некако она кое што е Билјана па преточена во Билјана Платно бележба преточена во песна, заедно со Охрид, Охрид, убав мил и настанувањето на песната на наши од овдека млади луѓе кои што прават еден вид на белја во хотел во центарот на Охрид и потоа пребегнуваат во Албанија, ама за да не ги оштетат нашите граѓани, го крадат кајчето на германец овдека вистера, и токму тоа е спомнато во песната, и тоа е еден, да кажам, момент кој што ме фасцинира и она што значи Битола, мој роден крај како песна, Охрид, Охрид, убав мил. Сакам да прерасне, односно легендата на настанувањето на таа песна да го направи. Спремаме нови изненадување како градоначалник заедно со дел од мојот тим. Се надевам дека навремено ќе стигнеме за 8 декември, патронот на градот, за Свети Климент, меѓутоа и да не е на тој ден, ќе биде промовирано и презентирано како дел, така да спортските приказни заедно со ова кое што е кои што се легендарни песни го представуваат Охрид, како дека се за мене можеби најинтересните во овај момент, што можам во моментот да се сетам. За здравите генерации се потребни неколку работи, меѓутоа едно од оние на кое што можев да реагирам уште при самото доаѓање, секако дека беше онај проект започнат преку Министерството за образование за физичко воспитување буквално од прво одделение, меѓутоа не знам од кои причини две и пол генерации не беа покријани од страна на Министерството за образование, и ние како локална самоуправа направивме, значи во буџетот пресметавме средства и уште во јануари ги покривме тие 2,5 години на образование. Беа трето, второ полугодие, четврто и петто, ги покривме и тие со професори по физичко воспитување, и тоа е едниот аспект. Другиот аспект секако дека е школите и квалитетниот развој. Меѓутоа, за реално да имаме заинтересираност покрај она што представуваат светски звезди или бренд тимови, без разлика дали во фудбал, кошарка, ракомет или било кој друг спорт кој што е интересен за младите, потребни се квалитетни тимови и на локално ниво. Ние за среќа ги имаме најквалитетни или во највисок град долги години традиционално е ракометот, каде што, како што спомнавте, бев и капитен на тој тим се до 2016 година. И секако градоначалник има можност да го докажам понос на поддршката заедно со приватната, со бизнис секторот, односно заедницата на бизнисмени кои што е во Охрид. И секако дека
успехот ќе продолжи, дека вложувањето во спортот ќе продолжи, а додека школите кои што тие го прават, создавајќи идоли на европско ниво или светско ниво од младите, имајќи идоли тука на локално ниво кои што играат, се занимаваат со одреден спорт, секако дека ги поттикне да да влезат во таа приказна без разлика во кој спорт. И морам да кажам дека за правилниот развој веќе гимнастички клуб имаме втора година. Со ред имав можност да разговарам со професорот и за некаква си посериозна поддршка од наша страна од општина Охрид, затоа што гимнастиката, како и атлетиката, се едни од двата најдобри спортови за развој на младите лица. И морам тука да го спомнам базенот затворен, кој што многу работи ќе смени околу тоа со колку правилно треба да се развиваат, и секако дека пливањето заедно со овие два кои што ги спомнав за почетните години се можеби едни од најбитните за развој. Така да културата или начинот на живот поврзан со учествувато во некакви си школи на било кој спорт, и она кое што ние треба го создаваме преку примери, ево пример, како што кажавме, дури имаме можност, размислувам и се надевам дека за скоро време ќе завршиме, тоа е професор по физичко образование во детските градинки да има, и една кампања масовна која што треба да се оставиме, и популаризирањето на самиот спорт, односно на екипите тука во Охрид може да допринесе до што поголема бројка на деца кои што поголем дел од времето ќе поминуваат на спортските терени или надвор со другарчината и ќе ги напуштат оние нездрави навики кои што се својствени дури за нас повозрастните веќе во ова модерно време. Не, ништо нема смена. Буквално за ниедна одлука не жалам. Најголем дел од одлуките ги носев лично сам, а имав среќа моето семејство да ме поддржува во секоја одлука, иако некогаш и не сме размислувале исто, ама пример тоа околу запишувањето на факултет. Доста период време, ама морам да кажам, финансиски средства потроши родителите мои во однос на образованието мое, каде што во тој период и општо и сега и ден денеска математиката и природните науки ми одат, и програмирање и информатика генерално беше насока која што бев некако насочен и вложува во секакви сертификати на европски и светски признати да ги полагам тука преку сертифицирани наши школи, и вложува во тој некако напредував, и во трета година средно одлучив дека ќе одам на стоматологија. До ден денеска се сеќавам татко ми како ми вика стоматологија, така му кажа стоматологија, сакам. Добро рече, синко, од мене имаш образование, во смисла да те поддржам при образованието, да ти помогнам да отвориш ординација, и тоа е другото е од Господа и од тој вика. И затоа викам, сум носел и такви одлуки посебно. Исто морам да кажам, беа против мојата уште од млади години активност во политиката. Односно ме советува да не се занимавам со политика, ама некако политиката ми беше буквално најмали години. Од моја 15-та година посериозно се занимавав, веќе на 18-та година бев подпредседател на младите во Охрид, на 22 председател на младите во Охрид и член на извршен на младите во Охрид, и така другото веќе е све историја. Ама дали би сменал нешто, дефинитивно не. Сега со песниве ваша најскапа е малце комплицирано, пошто уживам да слушам секаква музика, меѓутоа да почнеме со ред. Она кое што е најбитно, дека пробувам да останам, иако е моето време ограничено, истиот, онака како што сум се однесувал и дружел со младите и по кафичи, и по кафани, и по дискотеки, и чаршијата. Охридската чаршија е многу значајна за секој млад човек, и уопшто за секој човек. Тоа е место каде што се случуваат многу работи, се слушаат многу муабети, се учат искуства и се постапува веројатно после тоа онака како што е правилно, и впечатокот кој што го оставаме таму понатаму влијае на нашиот рейтинг, конкретно во политичките кругови. Да, може да ме сретнат, значи повторно по охридските локали, оноко колку што имам време, иако е реално многу намалено. Аз тоа морам да си го признам, затоа што е потребно време за себе и за фамилијата. Тоа е нешто што можам од све да скратам, ама тоа нема да скратам никогаш, и тие сати кои што се, морам да кажам, фиксирани за моето семејство и двата синови кои што ги имам, ќе остане така. Од песните
има неколку кои што ги обожавам, меѓутоа морам да кажам дека охридските староградски песни ми се некако најинтересни за во кафана. Бисера Ќоко Дончев, мислам, беше негова песна, една од моите омилени која што сакам да ја слушам и сето она кое што ме обкружува и моите другари кои што слушаат. А за пријателите и визитата, среќен сум што можам да кажам дека имам пријатели, односно моите другари се тие кои што ме обкружуваат во последните 20 на години. Имам разноразни пријателства и другарства поврзани со работа, со факултет колеги, со спорт и така натаму, меѓутоа голем дел од луѓето кои што почнавме од своето мало, значи од нашата мала кај Скалеста, ме обкружуваат и до ден денеска и се моето богатство и поддршка во секој момент, без разлика на нивното размислување. И останатиот дел се другари кои што сум ги создал во средно и на факултет, така да 20 години друштво. А на визита во Охрид не се кани на визита, на визита е куќата отворена, може да дојдат секој кој што сакат. Меѓутоа стандардно, значи луѓето кои што доаѓаат од прилика 60-70 во изминативе од 2014 навака, од како создал фамилија, пред тоа не ми правеа визита, мајка ми кога ја прашав, викаше кога си земиш невеста, таа ќе ти прави визита и таа е реалноста. И од 2014 навака константна е бројката на луѓе кои што доаѓаат дома. Охрид е за мене најубавото нешто. Сум го покажал низа примери. Како стоматолог, како професија која што е интересна и занает, исто и мојата сопруга е стоматолог, сме можеле да одбериме во најмала рака да останеме Скопје, затоа што имавме можности и јас и таа, а секако странство во секој момент, посебно западноевропските земји се доста интересни за нас како професија и ние сме интересни за нив како професија. Меѓутоа, со самото завршување имав само една мисла, да се вратиме во Охрид, да создајме семејство или фамилија и тука да го гледам, мислам, тука да си ја гледам своја иднина. Не можев да знам ниту да претпоставам дека на 37 години, односно 36 години би станал градоначалник, меѓутоа како се занимавав политика посериозно, посебно од 2017-та навака кога станав председател на ВМРО-ДПМН тука во Охрид, понатаму животниот пат не може да знаеш како би те носел. Тоа веќе почувствував уште во март 2021 година дека некако немат бегање од тој дел и морам сериозно да размислувам. Со задоволство ја го прифатив предизвикот да бидам првично кандидат и одлуката на извршниот комитет и на председателот Христијан Мицкоски да бидам кандидат за градоначалник на Охрид, а сега веќе од денешен аспект градоначалник на Охрид. И она кое што сум го замислувал за Охрид да можам да го спроведам директно како градоначалник. Преку ног чуда нема, то на сите му е јасно, ниту пак е возможно да се деси, меѓутоа оние мали и ситни работи кои што можеме да ги правиме со односот со луѓето, со потребите секојдневни, проблемите кои што ги имаат секојдневни, од водовод, канализација, уличина, патишта и така натаму, па до она што треба представуваат капитални проекти и она кои што ќе го означат мојот мандат. Се предизвиците за кои што гледам да ги средам во периодот, меѓутоа како и да е, честа е голема, предизвикот е голем, одговорностите се исто така, свесен сум за сето тоа, меѓутоа цврсто и на здрави нозе ја прифатив таа прилика и Охрид ќе се движи секогаш во позитивен правец додека имам шанса, односно сите оние работи кои што можеби и не изгледале добри во минатото, сега треба да ги исправиме да изгледаат добро. А затоа кажав, тие мали работи често ја чинат големата слика, а капиталните проекти се тие кои што ќе останат позади нас и ќе можеме да на крај да судиме како граѓани, како народ и сите оние кои што е дали, а и не ја дали поддршката, дали мандатот изминал добро или не. Тоа е мерливо секогаш на избори, секако доколку повторно добијам шанса да бидам кандидат од редовите на ВМРО-ДПМН. Како и да е, останав во Охрид, имав многу можности и релативно млад ја добив шансата да бидам градоначалник. Мора да покажеме и како генерација дека поинаку размислуваме и гледаме се како дека Охрид бил најубав и ќе остане најубав за мене. Ако споредиме каков бил и каков е развојот до ден денеска, факт е дека само
како туристичка дестинација и како град кој што е број еден туристичка дестинација во Македонија и како град со свое културно, историско и природно богатство, препознаени од ЮНЕСКО како едно од 9 чуда, ако можеме да кажам, на планетава и под заштита, се развива доста брзо, имаше и агресивни кампањи на времето, бевме на сите светски телевизии, па добивме чартер летови кои што се субвенционирани до ден денеска, функционираат и хотелија и приватни вили кои што имаат добар концепт на вила, се подпишуваат договори. Веројатно отворањето на нови туристички пазари се еден од предизвиците кога веќе разговараме за Охрид, меѓутоа она како се развивал е во принцип мене лично ми е окей, меѓутоа факт е дека имавме период од 2005 натака на една урбана деградација, преврс урбан развој и без контрола. Оставен град без генерален урбанистички план, а со самото тоа и без детални урбанистички планови. Самите закони тоа го возможува со некаква си локална урбанистичка планска документација или понатака урбанистички проект или опфат. И тука е утнавме ние работата како град, па и добивме забелешки од УНЕСКО, па се ставивме на една мониторинг, па го гледа нашиот развој во овие 2 години. Меѓутоа, како и да е, Охрид има светла иднина, Охрид е тоа што е, бисер не само на Балканоите и пошироко, а за мене, а и често луѓе кои што доаѓаат, а не се од Македонија или од околината на Македонија, нашите соседи, а за прв пат го гледаат, во оваа година денес сум ги видел кај што доаѓаат во наредни 2 или уште наредни 2 или 3 пати, што значи дека Охрид дефинитивно е многу пошироко убав и, како што кажав, за мене најубав град на светот, а сум имал можност доста да прошетам. Така да тоа е мојата приказна околу Охрид.